Пред почетокот на летото, системот Безбеден град ќе почне да функционира и во туристичките центри Охрид и Струга. Во двата града првично ќе бидат поставени 40 камери, што значително ќе ја подобрат безбедноста, посебно во шпицот на сезоната, кога, како што велат охриѓани, владее сообраќаен хаос, а по улиците неконтролирано се дивее. Тоа е добра и позитивна работа, која требало порано уште да се заврши. Поедини да, ама поедини воопшто не водат рачун на црвено, излегуваат директно од улици на главна улица и се без возачка култура. Би требало да се подобрите. Сепак превенцијата и ќе си ја заврши другата работа и казните. Само друго да кажам за Safe City. Тротоариве некојаш ќе ги чисти некој од возила. Не гледам добро и ме води друг и другите може да кажа дека навистина дисциплината, сообраќајната дисциплина и на пешаците и на возачите не е на ниво. Во моментов 4 камери се поставени на автопатот Кичево-Охрид, помеѓу селата Горенци и Требеништа и Ботун и Новосело. Тие минатата недела беа тестирани. Не е исклучена можноста на оваа делница од 57 километри да бидат поставени дополнителен број камери. Се до тој момент, полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај пред се во пресредна туристичката сезона ќе вршат нагласени и интензивни сообраќајни контроли. Тоа ќе значи подигнување на степенот на сообраќајната безбедност, тоа ќе значи намалување на бројот на сообраќајните незгоди. За сега системот Безбеден град функционира во Скопје, Куманово и Тетово, но жителите од помалите градови како Кичево сметаат дека камери треба да има секаде, не само во поголемите центри. Сите го оправдувам и уште поригорозни казни да има, затоа што вакви лудори нема на планетава. Возење на црвен семафор, поминување, непочитување на пешачки и ред други. Дозволено 60-50 км на час, се вози 150. Значи, одма возилото да му се одземи и да заборави на возило повеќе во животот. Секаде се вози диво. Претежно по овие помаливе места. Инаку лани на магистралниот пат Ќафасан Струга, Подмолје, Кичево Стража се случиле 30 сообраќајки, во кои 7 лица го загубиле животот, а 38 се здобиле со тешки телесни повреди. Најчести причини се преголема или неприлагодена брзина на движење, претекнување на непрегледни делови на патот и управување под дејство на алкохол.